Ви посакувам добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. Уште едно убаво утро предвидено за убави нешта, а меѓу другото и за уредување на вашиот простор. Советите и идеите секако ги имаме ние во продолжение, а зашто конкретно ќе зборуваме денес и во овој квадрат, ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за темните бои во вашата спална соба. Ви помагаме да го организирате гардероберот и ви ги откриваме есенските трендови во уредувањето на вашиот простор. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Ако на нешто се радуваме во есен, тоа се на убавите бои и на убавите трендови кои сама по себе ни ги носи. Како да внесете есента во вашиот интериер, ќе се потрудиме да ви откриеме ние во прилогот кој следува токму сега. Стандардното прелистување низ социјалните мрежи укажува на промена во доминантниот амбиент. Сепак, ова воопшто не е изненадувачки со оглед на тоа што дождот и падот на температурата го најавија се побрзо доаѓањето на есента. Без разлика дали ни се допаѓа или не, факт е дека таа е веќе тука. Затоа постепено почнуваме да се одлучуваме за подебела облека и обувки, а воведуваме и малку поинакви навики во нашето секојдневие. Тие се однесуваат на храната и пијалоците кои ги конзумираме, филмовите и сериите што ги гледаме, но и на претходно споменатиот интериер што не обкружува. Сепак, ако не сте подготвени целосно да се збогувате со летото, постепено можете да го внесете есенскиот дух во вашиот дом преку детали. Затоа, кога станува збор за дизајн на интериер, неговиот фокус е есента и сите нејзини доминантни бои. Првата асоциација на есента е промената на палетата на бои, барем во споредба со летото што и претходеше. Оваа есен, како и секоја претходна, носи нијанси на кафена боја. Ова првенствено се однесува на облеката, но и, например, на ноктите. Кафената боја комбинираме со бела, златна, беж и во сите аспекти, вклучително и кога станува збор за внатрешниот дизајн. Ова важи и за спалната соба, но и за секоја друга просторија. Затоа, кафената боја можете да ја внесете во вашиот дом преку разни елементи, мебел и декорација. Сепак, секој втор човек би потврдил дека најлесниот начин да го внесете есенскиот дух во вашиот дом е да купите свеќи. Свеќите се достапни во различни големини и форми и ќе ги разубават просториите во вашиот дом, а нивните посебни мириси ќе помогнат да се создаде малку поинаква атмосфера. Кога станува збор за есен, најчесто се одлучуваме за мириси како цимет, ванила или карамела. Сепак постојат и свеќи кои се карактеризираат со нивниот мирис на цитрус, како и оние кои се посебни по нивните рустични шумски мириси. Поради пониските температури, есента не тера да посакаме повторно да ги извадиме дебелите постелнини што ги тргнавме настрана на почетокот на пролетта. Сепак, тие заедно со перниците може да ја обезбедат на просторијата дополнителна есенска топлина. Иако во текот на пролетта и летото, најчесто се одлучуваме за постелнини во боја, во текот на есента имаме тенденција да се одлучуваме за понеутрални бои. Покрај тоа, меките перници во беж или кафени нијанси совршено ќе се вклопат во есенскиот амбиент, што се обидувате да го постигнете, а истото може да се каже и за меко кебе. И пределката. Иако многу луѓе едва чекаат да дојде зимата и активноста што вклучува украсување на елката, сепак има време за тоа. Затоа во аголот од просторијата наменет за елка можете да поставите вазна, а во неа разни декоративни растенија. Сепак, пампастревата е омилена веќе неколку сезони, особено оние во кафени или розови нијанси. Како символ на бохо стилот кој е повторно во мода, пампастревата лесно ќе пополни празен простор, и тоа на естетски привлечен начин. Покрај тоа, ако сте љубител на бохо стилот, можете да го надополните просторот и со мрежест лустер што ќе го направите сами. Конечно, меѓу важните елементи кои се поврзани со есенските месеци се тиквите. Можете да ги внесете во просторот на различни начини. Например, преку веќе споменатите свеќи или перници. Секако не заборавајте на специјалните чаши, што се тематски прилагодени на престојната сезона. Токму во нив ќе подготвите некои од најфините пијалоци оваа есен, а меѓу нив дефинитивно треба да најдете еден што е докажано добар. Златно лате кафе. Есента е специфична по многу нешта, но пред се по незината специфична палета на бои.
Меѓу другото, веќе почнуваат да се актуализираат и потемните нијанси во целиот дом, но особено и во спалната соба. Кои ќе бидат актуелни, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Со години слушаме за светли простори, бели ѕидови и скандинавски минимализам кој го отвара домот. Но постои и другата страна на интериерот. Она во која преовладуваат длабоки темни нијанси, кои внесуваат луксус, интимност и неочекуван мир во просторот. Темно-сина, смарагдно-зелена, антрацитно-сива или бордо. Ова се боите кои се повеќе ги освојуваат модерните спални соби и ги претвараат во вистински оази на релаксации. А ако мислите дека темните бои ќе го направат просторот темен или клаустрофобичен, време е да ја промените вашата перспектива. Секоја боја има своја енергија и вибрација, а различните нијанси будат различни емоции. Бидејќи сите ние сме различни помеѓу себе, бојата на нашата спална соба треба правилно да ја избереме, во согласност со нашите интереси и потреби. Секоја боја кореспондира со различна страна на компасот, па затоа најважно е најпрво да се утврди каде е точно лоцирана. Како генерално правило, собите кои се наоѓаат на север и исток најдобро одговараат со студени бои, како што е сина, зелена или виолетова. Собите пак кои се наоѓаат на запад и југ најдобро кореспондираат со топлите бои, како црвена, портокалова и жолта. За белата се вели дека има моќ на исцелување, особено е препорачливо да се употреби во северниот дел од собата. Спалната соба е една од најважните простории во домот, наше засолниште. Како резултат на тоа, таа може да биде под голем притисок да го дизајнира, особено кога станува збор за изборот на боја. Правилно избрана палета носи не само длабочина и софистицираност, туку и визуелно чувство на сигурност, што е совршено за простор каде што се релаксирате и се подготвувате за спиење. Научно е докажано, темните нијанси го смируваат умот и го олеснуваат преминувањето во состојба на целосна релаксација. Тие го намалуваат одсјајот и надворешните одвлекувања, па затоа се идеален избор ако спиете лесно или ако надворешната светлина лесно продира во собата. Ѕидовите во нијанси на полноќна сина, софистициран антрацит или темно шумско зелено создаваат атмосфера на ексклузивен бутик хотел, а во исто време се исклучително пријатни за престој. Не мора да го обоите целиот простор темно, но еден акцентен ѕид во комбинација со полесни текстил, природно дрво или златни детали ќе донесе совршен баланс. Во исто време осветлувањето игра клучна улога. Дискретното слоевито осветлување со топли тонови ги трансформира темните ѕидови во позадина на луксус, додека златните светилки, месинганите рамки или кадифените детали додаваат допир на гламур. Умен трик, огледала стратешки поставени за да ја рефлектираат светлината. Текстури како кадифе, лен или волна, декор во форма на перници и прекривки во луксузни бои, како теракота или боја на вино. Сето тоа придонесува просторијата да изгледа удобно, пространа и стилски безпрекорна. Темните спални стана избор на оние кои сакаат да создадат интимно лично катче, кое се чувствува топло и елегантно. Тоа не е тренд за секого, но за оние кои го сакаат луксузот во секојдневниот живот и не се плашат да експериментираат со бои, а резултатот е вистинско мало светилиште кое ги буди сите сетила. Во свет каде белината и минимализмот долго доминираат, темните нијанси носат смела софистицираност. Со внимателно избрани детали, соодветно осветлување и игра на текстури, дури и најмалата спална соба може да стане модерно, смирувачко скривалиште, кој изгледа како да сте ги прелистале страниците на најлуксусното списание за дизајн. И најдобриот дел, за таква трансформација не е потребна голема инвестиција, туку само храброст и добар вкус. И овој период кога есента е веќе тука, кога температурите полека почнуваат да паѓаат, ние едно од најчестите наши активности е преуредувањето на нашите гардеробери. Промената на зимски со летни алишта и така натаму и средувањето за новата сезона. Гардеробер, тој треба да биде навистина уреден и организиран за да ни помага во секојдневието. На оваа тема зборуваме во прилогот кој следува сега. Илјада пати сте слушнале или рекле дека вашиот гардеробер е мал и дека не можете да соберете ништо во него. Ке ви откриеме една тајна. Често пати ова не е вистина. Обично се должи на лоша организација и планирање на просторот. Затоа денес ви даваме неколку совети кои ќе ви помогнат да сместите се што ви треба во вашиот гардеробер. Па ајде да почнеме.
Ако сте купиле гардеробер само затоа што се вклопува во расположливиот простор, без да размислите за фактот дека внатре има едва и неколку шипки и неколку полици, не грижете се. Тоа им се случува на повеќето од нас. Луѓето наидуваат на распродажба, брзаат и купуваат. Само е важно да бидете свесни дека ќе мора да инвестирате во дополнителна опрема, за да го извлечете максимумот од тоа што сте го купиле. Секако, пред да го направите тоа, застанете пред вашиот гардеробер и анализирајте вашата облека. Дали ја закачувате на закачалка или ја преклопувате? Дали имате фустани или други долги парчиња облека? Дали сте љубител на додатоци? Откако ќе одговорите на овие прашања, направете скица од вашиот идеален гардеробер и во однос на таа скица додадете ги потребните елементи. Дали вашите долги фустани се изгушвани затоа што нема простор да се закачат по должина? Или напротив, има многу неискорисен простор под вашите блузи и здолништа? Време е да го збогатите вашиот гардеробер со малку шик простор за закачување, кој не мора нужно да се постави на врвот од гардероберот. За палта и фустани, препорачливо е да се остави висина помеѓу 140 и 170 см. За јакни и сакоа помеѓу 100 и 130 см. За кошули и блузи помеѓу 90 и 120 см. А за панталони с долниште и кратки алишта помеѓу 60 и 90 см. Што се однесува до ширината, таа ќе зависи од бројот на парчиња облека. Иако најасен показател е дали облеката во вашиот гардеробер се гужва или не. Колку е поголем плакарот, толку повеќе облека пакуваме. И често без никаква логика. Резултатот – драгоценно време потрошено во барање кошула за на работа, додека нуркаме помеѓу фустаните за вечерно излегување и фустаните за плажа. Решението е одвојте време. Потребно е малку помалку отколку што мислите, за да ја сортирате облеката на начин што најдобро одговара на вашиот животен стил. Работна облека, секојдневна облека, излегување. Одвојте го централниот простор од вашиот плакар за облека што ја користите најмногу, а во аглите распоредете ја онаа која ја користите само за посебни пригоди. Ке заштедите време и спокој, а ке избегнете откривање на изгубена облека на крајот од сезоната. Дури ако имате голем плакар, облеката од другите сезони измешана со онаа што моментално ја користите, само ќе ви попречи кога барате што да облечете и ќе ви создаде чувство на хаос во вашиот плакар. Облеката што не е во сезона е најдобро да се чува во кутии или специјални кеси, или на врвот од плакарот, во посебни прегради или во практичен плакар специјално дизајниран за облека што не е во сезона. Слабото осветлување можеби е соодветно во спалната соба, но не и во плакарот. Пребарувањето низ плакарот непотребно ни го комплицира животот, но овој проблем лесно може да се реши со инсталирање LED ленти во плакарот. Секако, секој што ќе се одлучи за гардеробер прилагоден на собата во согласност со домаќинството, можеби ќе го направи најмудриот избор, бидејќи ќе избегне дополнителна реорганизација, купување дополнителни прегради и фиоки, како и трошење време и пари за персонализирање на плакарот. Кога станува збор за уредување на просторот во кој живееме, можеби повеќето од нас се насочени кон што е можно повеќе елементи во просторот. Но има и такви кои сепак сакаат да уживаат во слободен простор, кој ќе ни дозволи да дишиме. Токму едно такво интересно катче си креирала и познатата Никол Шерстингер, поранешната членка на групата Pussycat Dolls. Таа вели дека кога ја купила оваа куќа, првото нешто кое ја воодушевило е прекрасниот поглед. I bought this house because when I walked in it, I saw this beautiful view because I wanted a house with a view overlooking Los Angeles. Пред да ја реновира куќата, скоро и да не се гледала убавата панорама над Лос Анджелес, бидејќи просторот бил преграден со зидови. Но таа ги елиминирала сите тие работи кои го задушувале и незиниот простор и прекрасната гледка. Вели дека штом луѓето влезат во незиниот дом, сака веднаш да ја приметат убавата гледка од незината трпезарија. Целата трпезарија е бела со неколку црни елементи, додека пак кујната и елементите во неа се кафени. Има огромен шанк кој е во бела и сива боја, со кафени шанк столици и исто толку голема трпезариска маса, која е изработена од посебно дрво, за кое пеачката вели дека била воодушевена од неговиот изглед
и сакала да го употреби во својот дом во облик на трпезариска маса, без премногу преработени детали. Едноставно барала што е можно повеќе дрвото да си го задржи својот природен изглед, бидејќи токму тоа било она што ја фасцинирало. I really love this piece. This is a charred big maple leaf wood, one whole slab. I love it because you could see all the movement and the grains of the wood. Никол Шерзингер спаѓа во онаа група на луѓе кои обожаваат уметност, па не е ни чудо што едниот зид во оваа просторија има огромно уметничко дело, во бело-црна комбинација. Следната просторија е собата за дневен престој. Таа вели дека сака да се чувствува опуштено и релаксирано во својата дневна соба, па затоа одбрала меки и удобни софи во бела боја, со големи перници и телевизор во средина на просторијата, кој е прикачен над каминот. I love this room because I wanted it to feel just very warm and inviting and cozy. When it's cold, I put on the fire and open the pocket doors, watch the sunset, and I have wine. I think it's really special. Таа вели дека обожава да гледа телевизија кога е сама или пак со своето семејство. Многу цвеќе, книги и интересни сувенири се наоѓаат во оваа просторија за кои пеачката вели дека и се посебно драги. На вториот кат од овој убав дом се наоѓа големо пијано кое е омилено на Шерзингер. Сепак таа е музичар и едноставно домот на човек кој се бави со оваа професија мора да има по некој ваков елемент. Погледот од оваа соба е одличен за инспирација, но и за работа во тишина. Веднаш до просторијата со пијано се наоѓа спалната соба на пеачката. Таа вели дека сака што е можно помал простор за спиење, бидејќи така се чувствува и поудобно, но и побезбедно. Исто така вели дека е личност која не поднесува студено, па затоа има 3 различни покривки на својот кревет, изработени од посебна волна, кои тоа како ја топлат. Собата е во бела, крем и сива комбинација. До големиот прозор има софа која служи за одмор и читање некоја книга, а секако има и голем, посебно изработен камин. Најдобриот дел од нејзината спална соба, таа вели дека е големата тераса, од која се гледа убавиот Лос Анџелес. Таа вели дека сака да поминува време на оваа тераса и да ужива во гледката на градот. Следна е бањата која е во бела боја, со голема када и интересна туш кабина. Од бањата исто така има стаклен прозорец со прекрасен поглед, а Шерзингер вели дека навечер е прекрасно и тивко. Во бањата има посебно место со големо огледало, и тоа од едната страна има масичка која служи за козметика за лице и тело, а од другата страна производи наменети за шминка и фризура. Всушност пеачката си има мини козметичко и фризерско студио во својот дом. Една од најнеобичните работи кои ги има во овој магичен дом е мини киното. Точно така, приземјето на оваа куќа пеачката го претворила во вистинско кино, како на филмовите, со кино светилки, големо пано и удобни и меки софи од кадифе, за кои таа вели дека столиците кога одиме во кино се неудобни, а бидејќи таа и незините пријатели обожаваат да гледаат филмови, решила тоа да го направи удобно и пријатно место додека гледаат филм. Па кој не би посакал нешто вакво во својот дом? Во својот дом Шерзингер има и неколку гостински соби, кои се исто така модерно уредени со интересен дизајн и удобни елементи. Секоја од овие простории се со голема светлина, посебна бања и тераса. Исто така има и просторија во која пеачката ги сместила сите своји албуми, почнувајќи уште додека беше заедно со групата, па се до денес. Многу награди, признанија и голем број предмети од своите обожаватели. Интересен е и просторот каде што таа се забавува со своите пријатели покрај малиот базен, за кој таа вели дека ова е најмалиот базен на светот, сместен во незиниот дом. Меки кревети за одмор и релаксација се наоѓаат и покрај базенот, додека пак лулашката која гледа кон Лос Анџелес и омиленото место на Шерзингер за уживање во прекрасната гледка, особено во ноќните часови. Таа вели дека може со часови да седи на оваа лулашка и воопшто нема да ја биде здодевно. За својот дом, таа вели дека тоа е незиното вистинско место за среќа.
место во кое сите нејзини грижи исчезнуваат и додава дека секој човек треба да се чувствува токму така во своето гатче за живење, бидејќи тоа е местото каде што секој нов ден ни започнува. Последно беше ова за денес. Ние ве оставаме да уживате во остатокот од денот и остатокот од викендот, а ние продолжуваме да го подготвуваме веќе наредното ни издание. Се гледаме наредната недела, а до тогаш останете во добро расположение. Пријатно!